Градовите, како и луѓето, имаат душа. Тоа се оние градови кои имаат свое минато. По тоа градовите се слични на луѓето. Да се дојде во него, градот пред паметникот да ја открие својата душа, треба да се пронајде ден и време во кое човекот и градот најповеќе ќе си припаѓаат еден на друг. И ќе забележат фреската на срцето, во кое се собрани сите времиња, настани и луѓе на нивното траење. Во 8 век на Старата ера, Призренската котлина ја населува илирското племе дарданци, кое се одликува со оригинална култура. Постоењето на самиот град Призрен се поврзува со времето на владењето на римјаните во овие краишта, како и со релативно долгиот период на византиските власти. Значајниот римски пат Вија де Зенте, североисточна варијанта, ги обединувал овие пространства, водејќи низ урбани населби на ова поднебје од правецот на приморското подрачје Леж кон Ниш, каде што се вкрстувал со главните балкански магистрали. Многобројните археолошки наоѓалишта укажуваат дека во првиот и во третиот век од нашата ера на теренот на Призрен постоел урбанизиран живот со развиена и вкрстена елино-илирска култура. По распаѓањето на Римската империја, Призрен паднал под власта на Источното римско царство, односно под Византија, кога на градот му е дадено и поголемо значење. Токму во овој период и се сретнуваме со неговото сегашно име, нешто во изменет облик – Приздијана, Призренум. Најсочуван објект од ова време е византиската базилика, на чии темели потоа е изградена црквата Богородица Љевишка, а јужните бедеми на Призренската каљаја, некаде во 11 век, се изградени на темелите на некое поранешно утврдување, најверојатно византиско. По смртта на византискиот цар Манојло Комнина, 1180 година, Немања го користи периодот на тешката внатрешна византиска криза и го освојува Призрен. Економскиот развој на српската држава во текот на втората половина на 13 век влијае и на развојот на Призрен, и од тој период потекнуваат или се довршени најпознатите споменици на културата – тврдини, цркви, манастири, мостови, кои представуваат спомен сведок на почетокот на економскиот просперитет на градот, кој достигнува кулминација во 14 век и особено во времето на цар Душан. Во клисурата на Призренска Бистрица, 3 километри над градот, се наоѓа Вишеград и еден од најголемите и најубавите споменици на оваа епоха, манастирот Свети Архангел, кој го изградил цар Душан од 1343 до 1352 година и го одредил за своја задужбина, и тука е погребан во 1355 година. Во овој споменичен комплекс биле и сега се наоѓаат главните цркви – Свети Архангел, Свети Никола, трпезаријата, конаците, економските згради, па дури и болница. А над појасот, над утврдувањата, се наоѓаат остатоци на Вишеград, кој бил пред тоа подигнат како византиска тврдина. По битката на Марица, средновековниот Призрен почнува да пропаѓа. За во 1433 година да се споменува како напуштено место. Призрен го освојуваат турците и на почетокот од нивното владење скоро и не се споменува. Наскоро потоа тој станува значаен стопански, културен и политички центар. Изградени се многу споменични џамии, текиња, мостови, медреси, чаршии, утврдувања и се случуваат настани од големо историско значење. Дел од тие минати времиња ги наоѓаме во витрините на музеот, тука каде што тишината ги прикрила и ги заштитила од прашината и од забот на заборавот.
Ова е комплексот на археолошкиот музеј, сместен до саат кулата, која како символ и некаков препознатлив знак на времето се издига високо над својата средина. Стои немо како сведок на сите времиња, настани и личности. Во музејските витрини е сочуван дел од археолошкиот материјал на подрачјето на регионот Призрен, односно на териториите на општините Призрен, Драгош, Ораховац и Сува река, чиј развоен пат од најраните времиња бил заеднички. Како одговор на Санстефанскиот договор за остварување на големите бугарски хегемонистички аспирации, во Призрен 1878-1881 година се формира и действува Призренската албанска лига, како воено-политичка организација за автономни права на албанскиот народ под окупацијата на Отоманската империја. Овие монументални објекти со изразито фолклорна архитектура го презентираат историското богатство во музеот, уметничката галерија, етнолошкиот сектор и библиотеката. Преку архивски и музејски материјал и извадоци од тогашните весници е прикажана херојската борба на народните маси против феудалната експлоатација и го потврдува националниот интегритет што бил загрозен од страна на Портата, големите сили и од балканските монархии. Музејските витрини ги красат и голем број оригинални предмети, оружје и носии од времето на настаните, а кои оставаат впечаток на вистински историски и музејски вредности. Историјата секогаш ги покажувала на дело абсурдноста и парадоксалноста на настанот. Така и османлиската власт мислела да ја користи лигата заради притисокот на големите сили што ги делеле териториите на царството, за употреба на незините воени сили против балканските држави и да го сврти вниманието на албанското национално движење од барањето за автономија како прва етапа за независност. Меѓутоа, убиството на политичкиот комесар за задушување на востанието Мехмет Али Паша во 1878 година, како и доставувањето на службеното барање за автономија, донесено на 8 ноември истата година, влијанието на Портата и на големите сили било отстранувањето од вистинските цели на Албанската лига. Во текот на 1878 година, Лигата започна со реализацијата на своите барања против желбите на османлиската власт. Користејќи го влијанието на Лигата, на 12 октомври 1879 година
се формира Цариградско друштво, кое што одредува заедничка албанска азбука и се печати прв буквар. Задача на ова друштво била зацврстувањето на националната свест преку печатот и книжевноста во национален и световен дух. Под влијание на прогресивните социјалистички движења во светот и тешките економски услови, во 1905 година во Призрен е формиран првиот социјалистички работнички кружок, кој од мај 1907 година прераснува во илегална социјалистичка организација, прва на Косово, која е формирана и работела врз принципите на општествено-политички организации по одредена програма. Во политичкиот живот, Призрен зазема значајно место. Под раководството на Илија Красоевиќ и Мухарем Туранбаба е формиран комунистички клуб прв на Косово. Во рамките на општинските избори од 1920 година, во весникот Социјалистичка зора е објавен проглас на Призренскиот комунистички клуб, чиј составувач бил познатиот призренски поет, носител на социјалистичките идеи Имер Паджаризи. Фотографии, документи, предмети од тие времиња и платната на кој уметниците на еден специфичен и свој начин ги доловуваат времињата на станите и личностите кои се веќе минато и кои представуваат дел од богатата традиција на градот. И тука во тишина чудно се доживува молкот на вековите, минатото на животот. Сонцето есенско и скржаво, но така топло и интимно се игра по покривите на старите куќи како по невидливи дирки на клавир. Допира до нас мелодија на далечно ехо, како глас од душата на градот. А градовите како и луѓето имаат душа. Тоа се оние градови кои имаат свое минато. По тоа градовите се слични на луѓето. Се открива пред патникот со сета своја убавина, древност, со сите своји бои, мириси и вкусови. Се напластиле тие од вековите и времињата, од настаните, од злото и тагите, болките и радостите, бремињата и невремињата. Било и поминало сето тоа врз главата на древниот Призрен. Во почетокот на 17-тиот век Призрен бил еден од најголемите градови на Балканот. Имал над 12.000 куќи. Во него биле развиени и цутеле 124 занаети. Доминира трговијата, се менуваат и се случуваат многубројни државни и културни настани. Во средновековниот феудален просперитет на Призрен,
za nečistото било многу развиено и тоа зазема значајно место. Цутеле занаетите, златарски, цидарски, ковачки, грнчарски, ќурчиски, мутавџиски и особено биле бројни свиларските работилници. Овој процут особено е значаен во формациите на Дубровничката колонија. Животот продолжува да тече, како река неповратна. А Призрен ги сочувал сите убавини на своето минато и традицијата, сите времиња и невремиња што му минале врз главата. Останало едно богато шаренило, без кое Призрен не би бил тоа што е. И не би бил Призрен, ако неговата современост не е обврска колку кон минатото, уште повеќе и кон иднината. Градовите, како и луѓето, имаат душа. Тоа се оние градови кои имаат свое минато. По тоа градовите се слични на луѓето. Чуден е патот на мислата моја во тебе што ме населува. Вековите влегуваат како сенка со сета ноќна убост. Па присутен сум и денес и утре на сите 5 континенти. Пред мене просторот одмара ко разобличена грубост. Како во дам на заборавените векови се е тивко. Тајно во тебе го оставам погледот што гори. Те залудува знам и се губиш во просторот на ноќта. Сенката се уште стои во погледот. Немоќен било што да стори.